Задоволен како се наместени книгите. Сакав да ги видите сите македонските бои, само денеска заклучив дека им недостасува една работа на кориците. Им недостасуваат капки крв. Внатре има уништени македонски судбини, 202 досија, сите имиња може да ги видите на овие 4 црни паноа. Тоа се уништените македонски судбини, македонските херои кои што чекаат да бидат проучени и кои што се чекаат да бидат запишани со златни букви во македонската историја и нашиот пород да ги учи како херои. Почитуван градоначалник, благодарам што дојдовте на промоцијата. Почитувани колеги од Државниот архив, од Охрид и од некои други блиски архиви на Охрид. Почитувани представници на политичките партии, на ВМРО-ДПМНЕ, почитувани граѓани на Охрид. Ви благодарам што дојдовте на оваа промоција. Вие му давате тон на тоа како народот ги прима овие страници. Верувајте, преполни сали секаде кај што ќе отидеме и во публиката меѓу вас секогаш или директни жртви или наследници на тие што биле како семејства или како поединци уништени. Денеска се определив, различно од другите промоции, пред вас да представам уште 2 книги. Вчера излезе вториот том, за жал не успеавме да го донесеме. Ова се илинденските сведоштва, уште еден многу значаен фонд кој што го откривме на учесници директни во илинденското востание. Може би ви делува нешто што е сосема различно од црните страници на УДБА, но за мене не е и ќе го образложам зошто ги објавуваме паралелно овие два фондови. Едниот фонд е 15.000 досија, како што рече Дора, избор од над 630.000 страници, од она што останало и не е уништено, а другиот фонд е сведоштва на учесници во илинденската епопеја, сведоштва кои што се давани во 50-тите години, кои што некој се трудел до ден денеска да бидат заборавени и да не бидат објавени. Се поставува прашањето зошто е тоа така? Зошто овие два фонда не беа до сега објавени? Овдека имаме еминентен американски професор историчар Кит Браун, кој што го рецензираше ова издание. Тој мисли, пазете, тој мисли американец, тој мисли дека ова е еден од најзначајните фондови што Република Македонија ги чува. 43 кутии, околу 7000 страници, изворни сведоштва за учество во илинденската епопеја, пред и по неа, во Балканските војни, кои што до ден денеска не се објавени. А во време на Социјалистичка Република Македонија, заведени како фонд на извршен совет, значи еквивалент на владата, а под фондот инвалидски пензии. Значи некој сакал да го сокрие овој фонд, да не го најдеме. Но ние го најдовме. Суштината на овие два фонда, на оние што ги криеве, е да се покаже дисконтинуитет или, ако сакате, почнувањето на македонската држава од 44-та или на оние најголемите негатори на Македонија од 91-та. Но овие два фондови докажуваат дека тоа не е така. Овие два фондови, илинденските сведоштва и црните страници на УДБА, докажуваат дека македонецот има јасна мисла, желба и знаење што прави кога збори за сопствена македонска држава од илинденското востание и пред тоа,
од формирањето на историското ВМРО и пред тоа, оти вие не можете да формирате држава истиот ден, а претходно да ги немате тие мисли. Таа доаѓа како последица на напори, на многу време, енергија и жртви кои што се вложени. Така што се определив како директор на Државниот архив по секоја цена да ги објавам овие документи. Тие документи не се ревидирани, значи и удбашите, и непријателите на македонското револуционерно дело не може да кажат дека ние нешто тука сме штелувале. Не може да кажат дека при прекуцување сме направиле намерна грешка. Ова се оригинални документи. Ова се документи кои што покажуваат каква е од една страна линијата на чистиот македонец и каква е од друга страна линијата на профилираниот антимакедонец Коте од Рулја или удбаш. Така што ние имаме еден феномен. Молчат и никој ништо не спомнува за црните страници. Соросовите портали, левичарските вестници, телевизии негираат една ваква едиција. Никој не дискутира ништо. Мислат дека со тоа што ќе молчат, таа ќе замине во некаква полица и никој нема да ја отвори, се лажат. Вашиот збор вечер цел Охрид ќе знае дека овие книги се објавени. Ние сакаме со вас да дискутираме, не ни треба кампања која што е на лажни основи финансирана од странство. Овде ќе се смрзнеме ако треба, ама сите ќе знаат дека црните страници на УДБА се промовирани. Дозволете само кратко да илустрирам. Прашалник за ревизија на лично досие 27 мај 1969 година. Презиме Николовски, татково име Љубе, име Борислав. Информиран сум дека синот е тука. Не, така? внук. Внук. Драго ми е и ви честитам. Датум на раѓање 41, место Арбиново, народност македонец. Категорија пишувач и растурач на летоци и пароли. Втора категорија анонимни писма. Кога е формирано досието? 69 година. А слушате зошто е формирано досието. И се ќе ви биде јасно. Во текот на 65 и 6 година и 66 и 7 година, спротив новогодишните празници, пишуваше писма и растураше летоци во вид на честитки, на кои имаше втиснато карти во етничките граници на Македонија и парола да живее ВМРО со подпис Автономна Македонија.